овој референдум не може да биде неуспешен во сите сценарија. Добро, ако има 600.000 како преспанскиот, например, тогаш нели сите општо беше клучокот дека референдумот бил неуспешен. И што направи? Си ги помина уставните измени, да. Така и ние. Значи, што и да се случи, дури народот мора да свати дека референдумот е последното оружје што му стои на располагање. И сега, финтава е дали ќе го испукате оружјето и имате две, или да погодите или да промашите. Така. Меѓутоа, во никој случај, дури и да е неуспешен формално, значи да нема цензус во случајов, тоа би било неуспешно, иако има една драматична бројка од која се плаши СДС, а тоа е дека 60% од поддржувачите на Преспа се бугаризација, значи против француски предлог. Знаете што значи тоа, колкав корпус на гласови се тоа? Тоа значи дека и СДС структури ќе гласаат на референдум. 900.000 голема бројка тоа. На последните избори локалните толку беа и да не помине формално, ситуацијата останува таква, статус кво, а тоа е оваа што е сега. Значи не е точна тезата дека на Стефче, ако не помине референдумот, се циментира договорот за добрососедство со Бугарија. Нема врска. Значи не се циментира. Секоја наредна влада има основ да го раскине согласно преодните одредби негови.